простувањето е сепак личен избор. Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој и коуч под супервизија, а темата на денешното видео ќе биде простувањето. Јас и друг пат сум зборувала на оваа тема, сум пишувала текстови. Мислам дека е една од многу актуелни теми низ животот, затоа што постојано ќе имаме нешто да простиме, да си простиме себе си, ако не сме луѓе кои што научиле широко да прифаќаат, и ако не сметаме дека немаме никому што да простиме и можеме се да прифатиме така како што е, а ако не сме на тоа ниво, тогаш ќе мора да се позанимаваме малку со простувањето и да поминеме некои процеси. Сум снимала видеа за тоа како да си простиме себе си, како да им простиме на другите, зошто, како да си улесниме практично да не носиме некои стари приказни и некои луѓе кои што не се многу битни во нашата сегашност, како тоа што не сме простиле или тоа што ќе простиме ќе ни овозможи поубаво да се чувствуваме, полесно, да ги совладуваме предизвиците на сегашноста и така натаму. А денес сакам да зборувам за оние ситуации во кои што не сме подготвени да простиме, не сакаме да простиме, а најчесто тоа го викаме со заедничко име не можам да простам. И што кога е тоа така? Најпрвен сакам да кажам дека доколку не сме подготвени да простиме некому или себе си за нешто што ни се случило, сме биле повредени, тогаш е апсолутно во ред, затоа што простувањето, како и се друго, е еден процес кој што бара време, кој што бара да се вложи труд, да се изживеат многу различни емоции, да се направи анализа на некои ситуации. И ако не сме подготвени на тоа, треба да си дадеме себе си време, меѓутоа да не дозволиме тоа време да трае премногу долго, да не носиме некои луѓе и настани со години, а особено да не дозволиме тоа да не попречува во нашето секојдневно живење и во решавањето на предизвиците кои ни се случуваат сега и овде. Доколку не сме подготвени, доколку не сакаме, не можеме, не умееме, доколку се наоѓаме во болка, гнев, доколку се уште ни се свежи сеќавањата, емоциите во врска со некои настани, некои луѓе или нешто што ние сме го направиле, тогаш е во ред. Меѓутоа, пак ќе кажам да не дозволиме да помине премногу време и да не дозволиме да не притиска тоа и да ни создава проблеми во секојдневното живење. Ако е тоа така, тогаш би било убаво да преземеме нешто, да си помогнеме себе си, а доколку не можеме сами, е апсолутно во ред да побараме стручна помош и некој кој ќе не води и следи во процесот низ кој ќе поминуваме, затоа што тој понекогаш може да биде болен, долготраен и човечки е да бараме поддршка во таквите процеси ако не можеме низ нив да поминеме сами. Другата ситуација за која што сакам да зборувам е кога луѓето викаат сакам да простам, ама не можам. Можеби сме го потиснале сето тоа што се случило од некои наши причини, можеби за да се заштитиме себе си, можеби затоа што е премногу болно, можеби затоа што сметаме дека сега ни се поважни некои други ситуации, имаме некои други приоритети. И тоа е во ред, ако е наш избор. Меѓутоа, ако постојано се обтоваруваме дека сакаме да простиме, би било убаво малку да се позанимаваме со тоа што не попречува, од што ние се плашиме всушност, да анализираме, да поминеме низ тој процес, да се соочиме со се што се случувало, да го прифатиме, потоа да го отпуштиме и можеби да погледнеме од различни агли на се тоа што ни се случило, во што сме биле инволвирани, што не повредило, што оставило некакви последици, што уште можеби ни предизвикува болка, гнев. Постојат повеќе причини зашто луѓето не се подготвени да простат. И јас сега ќе наведам овде некои со надеж дека можеби нешто и вие ќе препознаете кај себе, па можеби ќе можете да поработите на тоа или ете само од друга перспектива да погледнете. За да простиме некому или себе си, треба да бидеме свесни дека тоа е процес.
дека треба да се навратиме на оно што се случувало, да го погледнеме од повеќе различни агли. После многу време или после многу години, можеби некои работи ќе ни станат појасни, а некои работи сме ги потиснале во меморијата, па ќе ни бидат понејасни, па ќе ни треба повеќе време да се сетиме од оваа перспектива со поголема зрелост, со повеќе животно искуство, да се соочиме со тоа, без да се обвинуваме, без да се само сожалуваме. Едноставно, некако одстрана да се обидеме, да се изолираме и да го наблюдуваме тоа што ни се случило. Ние во целата таа приказна, другата личност, ситуацијата која што можеби не сме можеле да исконтролираме, и во сиот тој процес можеме да дојдеме до некои нови увиди. Да видиме нешто што болката и гневот низ годините не ни давало да го видиме. Можеби понекогаш ќе треба да прифатиме и да сватиме дека ние на извесен начин сме учествувале, сме придонеле, па можеби ни е тешко да се соочиме со тоа. Можеби сето тоа го држиме во себе затоа што имаме некои уверувања дека такво нешто не се простува, дека тоа не смее да се прости и можеби тие уверувања не се наши, можеби ни се наметнати, можеби ние сакаме да простиме, меѓутоа верни на некои такви уверувања кои се наши од минатото или некој ни ги наметнал, па ние сме поверувале, се уште се држиме строго за тоа дека јас ова не го простувам, јас не простувам лесно, јас никогаш не простувам. Можеби сметаме дека доколку простиме, ќе бидеме ние слаби, ќе се чувствуваме неспособни. Можеби извесен период сме живееле во потреба за одмазда, што е човечки, нормално ако тоа не отиде до граница да повредуваме други луѓе, се повредиме себе си, ги повредиме и оние кои што ни се во нашата околина, блиските, без да има тие учество во сето тоа, можеби некогаш и не ни знаат приказната која нас не тишти, не ни биле дел од сето тоа. Можеби чувствуваме дека ќе изгубиме нешто со тоа што ќе простиме од себе, од спомените. Можеби се плашиме тоа да не промени, да не направи премногу попустливи, премногу наивни. Можеби се плашиме дека простувањето ќе значи дека даваме поддршка на тоа што се случило, дека некако учествуваме во тоа, дека наша работа е никогаш да не заборавиме за да не се повтори. Многу различни приказни, многу различни уверувања, многу различни убедувања, многу различни наши размисли, ставови, кои можеби веќе не се исти како некогаш може да испливаат на површината. И ние треба да имаме капацитет да се соочиме со тоа, да си го признаеме дека е така како што е, дека било така како што било, да ја прифатиме својата одговорност доколку постои, да си простиме себе си за тоа што сме дозволиле, придонеле, учествувале, што не сме знаеле подобро, повеќе, поинаку. И нормално да им простиме на другите кои што се вклучени во таа ситуација, во тоа што се случило. Да се обидеме да ги разбереме. Можеби тие знаеле толку така, можеби нивните намери не биле свесни, а дури и да биле. Тоа сигурно се должи на некоја нивна болка, на некоја нивна тежина, на тоа што биле некако низ животот повредени. Нашето разбирање ќе биде до таму докаде што ние можеме да разбереме колку што ние чувствуваме дека е во ред. И тоа воопшто не значи да продолжиме да се дружиме, да живееме, да излегуваме, да бидеме блиски рамо за плачење на тие луѓе. Ништо од тоа. Да се потсетиме дека простуваме само заради себе. Дека простувањето може да е процес кој ќе потрае, дека простувањето може да боли, дека во тој процес може да извадиме многу работи кои што сме ги потиснале и заборавиле, може да имаме нови увиди, може да погледнеме поинаку, може да има потреба да преземеме и ние одговорност за тоа што било. Може во тој процес да има потреба и да си простиме и себе си, и на другиот или на другите. И можеби во одреден период само немаме сили, не ни е тоа приоритет, чувствуваме некаков страв, не сме подготвени и многу важно да умееме да побараме поддршка, помош, доколку ни е тоа потребно од најблиските, стручна помош, независно како ние ќе избереме и да немаме очекувања дека тоа ќе биде лесно, брзо, едноставно, нити пак да се обвинуваме себе си ако не биде тоа така. Од
nekakva sekundarna dobivka da se zaštitime себеси, добиваме можеби нешто друго со тоа, купуваме време, се чуваме себеси од тоа да се преплавиме со некои стари чувства, можеби само едноставно во тој период чувствуваме дека немаме потреба од тоа и дека можеме да живееме со тоа. И се тоа е наш избор и наша одлука, доколку, ќе повторам, тоа не спречува во секојдневното живење и не ни го отежнува. Ако е тоа така, тогаш навистина е време да направиме некаква анализа и да видиме зошто ние не сме подготвени да простиме и зошто избираме да живееме со болка, со тежина, во гнев и зошто тоа ни е полесно и поедноставно. Сите одговори ги имаме во себе и одговорите на овие прашања ќе ги најдете во ова. Сите избори се наши и ние треба да се носиме со последиците од тие избори најодговорно, најстабилно и да се прифатиме себеси такви какви што сме во секој период со желба да пробаме и поинаку, да можеме поинаку, да знаеме, да научиме и да се подржуваме себеси во сите животни процеси и во сите искуства кои ни се случуваат секојдневно. Ви благодарам на вниманието. Со некоја нова тема се гледаме во некое видео, а до тогаш ставете лайк, споделете го ова видео, напишете коментар, поддржете ја мојата работа и уживајте во животот.